Добра ви вечер, добри луѓе. Во овој влог ќе гледате. Нiste nismo rostovali, mi smo te otkrili. A very special horse lives here. Kako misliš Smiona ќе ве забаула? Много ми е страв. Ке ми оде ли раката назад? Нема да ти оде, полека. Ајде. Дечки, влогот продолжува. Добре дојавте у третиот влог на каналот на Томски. Види се што ми прават. Ја дојдов ко господин, дотеран среден, унапред пред време. Две хостови, домаќинки ми спремаат некои заврзлами за усред емисија. Што ќе треба да правам? Кепеш, Томи, кепеш. Која песна? Не знам. Види, не ми кажуваат ни која песна треба да ја пеам. Ако не спремни, епа, Уште боле, а? Господе ке помогне. Чекај, морам да те прашам, немој да ми бегаш сега да ме работиш нешто. Ево вака. Да се наместам само. Шо ми спремаш сега? Вака како што те гледам облечен, не знам како ќе го исполниш тоа што го имам спремно, но ќе се потрудиш. Да не треба да се бањам. Ќе се потрудиш, па и да треба да се бањаш, знаеш како добро ќе ти дојде со одел. Ја ќе си идам, вие со среќа нека ви е снимањето. Поздрав, чао, чао. Дечки, хело. Денеска не успеа да искочи влогот. Зашто? Бидејќи кога да живееме у кој 16 век, у кој век, не знам. Ко камено доба да живееме. С нема струја и нема струја 3 сати. Не знаеш ни зашто нема струја, ни како. Нема четвртина Скопје струја. И што да ви речам, влогот ради тоа не искочи. Таман да пуштам рендер да се изренда видеото и да го објава на YouTube. Нема струја. Ало, нема струја. Да, мега стара, што е ова работата? Мо се јави на Евана, вика Евана, ќе пушти, не пуштате уште. Ја мислам дека најубаво е втор пат недела не успева, понеделник да се искачаат влоговите, мислам дека најпрофи ќе биде. Вака се. Дојдов кај Ивана у емисија, кај Ивана и кај Емче, извини. Дојдов. И? Еве сме. Да ме изростате и да си идам дома. Ма чекај, главно... Niste nismo rostovali, mi smo te otkrili. Томски, што е твоја проблем, е? Не, поеќе не ти доаѓа му емисија. Аха. Вака сега да ти кажам. Ова скрати го веднаш затоа што ќе се уплашат и другите нема да ми доаѓаат повеќе во емисија, ќе мислат што ви правам тука. Слушај, немој да сте доаѓали у Hot Stars у емисија. Ќе ве роустат. Ne, on laže, dođite slobodno, pogotovo ako sam ja tu, zato što ću ja da otkrijem sve vaše najmračnije tajne iz vašeg života. Земи Никој веќе не ми доаѓа. Лаже, голема лаже. Lažovčina. Да. Ова иде на влог. Сега кажи Ovo- ми дали убаво си помина сега тука кај тебе на Кој, ја? Да. Ајде. Па, не, ја идам дома Не. и утре ќе си дам коментар за Da se nađe сегашниот ден. momka. Ај, дајте ми ја камерата, си идам, ја поздрав, чао, чао. Понеделникот почна понеделнички. Зборам 3 минути, не сум почнал да снимам. Значи, дечки, понеделник сме и почнуваме со стандардна утринска рутина. Хималајска сол, стопли вода, ставив хималајска сол и вода ставив, солта е стопена. Вчера немавме струја, денеска немаме вода, ку камено доба. Многу е гадно. Понеделнички, како што знаете, мене ми е слободен ден. Но денеска учествуваме у изведба на едно, како кажав, во Кршачка да ќе се изведува. Но денеска ќе се работи. Што ќе се работи? Ќе видите за кратко. Кај мене неколку сати, кај вас неколку секунди. Се гледаме. Чекај бе, главниот дел него
Главниот дел не го снимив, како ќе го акнам ово. Многу е гадно. Томиславе можеш ти, Томиславе можеш ти, Томиславе можеш ти, ова е здраво, Томиславе, ова е здраво, можеш ти. Здраво. Сум ја стоплил вода поеќе од што треба. Вака ти доаѓа од внатре, те претресува како... Ама здраво е. Hello, дечки. Имам еден замарантус овдека. Се вика Томислав. Здраво! Се извинам што сум оваква положба, ама физички сум ми е оневозможено да седам исправено. Ви кажав дека е жив замарантус? Значи, сакам да ви кажам дека ствари сега имам трема, не знам што да кажам. Ајде, у влог си, од преска ми викаш, сакам у влогот да видам, Да, дечки, јас денес се осеќам особено почестено затоа што сум у влогот на Томи. Вау, многу напредна технологија. Не кажу, бе, басни види ми го расипа. Значи, денес сме тука на ранчот, во конјичкиот клуб. Томислав ќе јава пони. Не го држи толку близко микрофон. Томислав ќе јава пони. Да, еве го таму е понито. Многу сладко створење. И конјот, секако. Дај ми ги малку на очарите, јас немам на очари денес. Вау, колку ми одговараат. Инаку имам и крила. Денес ќе имам добра вила. Инаку сум добра вила, ама без крилата. Само денеска ќе биде добра вила. Не, јас секој ден сум добра вила, денес само ќе имам крила. Луѓеве лаже, не е така. Леле падна крила. Ама крилата си лежат цело време. Разбираш ле? Што ти се говоре? Се пања, арисимо. Луѓе, што правим? Дечки, денес сме на сет за роденденската фотосесија. Стари, мојата роденденска фотосесија. Секоја година правам фотосесија со крила. Те молам. Чи не ме замари сега, водам влог. И оваа година темата е Fairy Godmother. Значи, јас сум најдобрата вила од сите може. Доста им кажуваш, ќе им покажем. Па сега ме браше да кажем што сме правиле. Па добро, ама ти не мора све да им... Не знае луѓе, не знае Симеона влог да води, простете и ради тоа што она све кажува од прва. Треба да им остиш на тие што го гледаат влогот да видат нешто спад како иде работа. Што се деша, како се деша. Не можеш ти све од одма да им кажеш? Добро, директоре. Држи малку камера. Значи, Томислав најмногу се лути, најмногу се лути кога му викаш директоре или шефе или такво нешто. Накај мене, у мене, те молам, дојди тука, гледај. Значи, немој никако, ако сакате да го изнервирате, само речете му добро шефе, вака така. Одма, че вако гаси камера. Слушај ме се. Уште еднаш ако ми кажеш така. Нема да мисли луѓето дека ме злоставуваш ти мене, окей? Има само еден злоставувач тука и тоа сум јас. Значи сега не ми е уништува репутацијата, јас што сум си ја градила толку време. Не знам веќе на кој дијалект говорам. Повеле да си ги земна. Види ги коњите, да ги снимам, не си интересна. Ти коњите се поинтересни. Ајде. Оди сега ваму да ти објаснам нешто. Оди. Држи го ти микрофонот, ја камерата. Иди по мене. Ајде.
Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Na Simi je rođendan, rođendan, rođendan. Korak stanem poza, poza stanem korak. I tako dok ne svane zora, jeste tako hodom. Koji dečki? Ке спадне сонцето. Се слушам ја од камерата. Ево, ова е кod тебе. Еве конја neko od tebe. Dobro, сега не мора и јас да ти пуштам некоја фора, не може само ти на мене, не? Види колко е убава. Ту, следниот живот јас ќе јавам конји. Зашто Какви следниот? Па ова е живот, веќе сум посветена на други ствари, разбираш. Зашто не можеш сега коњи да јаваш, например, у овој живот? Добро прашање. Да. Што те спречува? Нема у Штип конјачки клуб. Кај да јавам конји? Па е у хиподром, тука кај нас. Нормално се знае кај има коњи. Вика у Штип нема коњачки клуб, па како да има, брат? Што бе не може? А? Јас кога ќе станам милионер, ќе го отворам првиот конјачки клуб у Штип. Луѓе слушнат. Првиот коњачки клуб у Штип на Победа. Така, да знаете, сите српски мои штипјани. Микрофончето е тука. Ке ме имало на Томислав влого. Влог ли правиш? Да. Требаше јас да правам влог и после заборих у еден момент дека правам влог. Правиш што? Не може, сега имам дупка, ќе снимах се како правам, како ќе снимаме тука. Сега што да кажам? Ке може микрофонот да ми го вратиш и земав и ја на очари, а? Еј, да ти дам микрофон треба. Каквите се вие научари, бе? Чекај, ама прљава ти е камерата. Абе, прљава ми е сигурно камерата. Немој ти ја го неси, јас нема да знам дека ми е прљава камерата. Кој ќе ме изчисти? Може да говорим, е? Како не бе, брат, повеќе? Не у камера. Дека да се пресвечуваме. Те там. Таа кафената врата имаше на врата. Окей. Хај. Како сте? Ајде, изјави. Сега знаете кај ќе се пресоблака, брат. Сега таму ќе се пресобува. Кој сака слободно, нека му упадне. Да. Ама Ако сака нека. Јас знам. Јас не кажувам јас кај се пресоблачени, ако ќе беше тука толпа народ. Завркавам се. Абе, некако изобличуваме ова тука, не ми се свига. не бе таква си. Не сум Држи. таква. Не можам све да држам. Добро. Види тука какви цвеќиња убави јас донесе. Ти Крила. Да. Значи, денес се снимаме годишно традиционалната фотосесија. Еј! Сега ќе ја фрлам у сеното. У сеното ќе ја фрлам. Гледа сега нешто, ако му е на ово, ќе ти бијам. И ова е креацијата што ја направив за оваа година, црвена Ве лаже, што и да каже ве лаже. Абе, сигурно. Крилата се таму, иако нешто не ми се најмногу кеф, ама шминката. Мекап артистот сум јас, а и хер артистот сум јас. И сега да покажам какво е местото. Аплауз. Дечки, денеска и помагаме на Симеона за видеото, шала на страна. Да видите што ќе правим. Така. Местиме чаршавот. Добар е. Мислам вака полу-полу. Чекај. Или да го направиме вака цел. Томе декорейшн. Украсување на веселбе. И различни свечености. Нема гајле. Кај си? Томе декорација. Идемо. Ништо, само толку. После на вториот се покажува внатре дека е он. A very special horse lives here. Тоа, браво. Дај земи го тоа у раце. Сврти се на тоа. Така. Стај го тоа. Не, понадесно сврти се. Така. Доближи го тоа до лице.
Ете, браво бе, симка. Ете, тоа е тоа. Добро, бъди така. Не, чек. Седи. Това изгледа, бе. И аз ке влезвам унатре. Ама не треба да се гледа. Не трябва. Ова е првиот кадар кај што почна приказната. Ти само ова вака. Знаеш што? Глеј, види го текот. Види го текот, седи ти таму. И само наеднаш ова да го имаш. Оп, и она ќе ти давам и вака, оп. И привлече го кон тебе, толку. Ајде, уште еднаш. Луѓе, денеска Симеона ќе има сусрет со прав конј. До сега сите биле лажни. Ајде, кај е конјот? Ете го. Send help. Сакам да кажам дека сум многу гладна. Што си многу? Гладна. Ќе јадеме после. Што ти се јаде? Немам појма што ми се јаде. Еј, боја имаш фатено. Да, бе. Или не бе, од наочарите. Абе, сигурно. Сигурно. 3 недели се пече јас таму како ненормална. Сими! Ево на горе качената. Сими! Чекај да видите Симка. Ево. Многу имаш среќа што сум уштикли на песок. Сими! Сими! Ево. Сими! Абе, не се качует. Симни се доле, Симке. Симке, симни се доле. Симни се доле. Браво, Симче. Гледаш како ме слуша? Одмаздам, многу се нервирам. Ама добро. Еве го коњ. Не, еве го коњу, заврти ја камерата. Еве го коњу. Сега како се викаш? Марта. Марта сега ќе ни каже за Калатус, не сака да се снима, ќе ни збори само, вие мене ќе ме гледате, ја ќе реагирам како ја да зборам. Може. Колку е стар Калатус? Калатус има 20 години. Машко е, се подразбира. Него го јавам сега ќе ми биде 4-та година. И нема нешто за неговиот карактер. Многу е мил, фин и е преголемо сонце. Како секој маж. Па не баш, али така нешто. Добро, друго за Калатус? Не знам што се прашува за конј. За скокање, за... Збори си ти, ајде вака ќе си кажувам. Пред мене го има јавено друго девојче, она си има со него надпреварувано на надпревари надвор од Македонија. Има постигнат успеси до 1,20 м паркури. Јас со него сум до метро стигната. Се надеваме дека годинава ќе одиме малце повисоко. И до сега скоро секој надпревар со него ми бил успешен и Калатус е конј кој што знаеш дека можеш да му веруваш и што и да направиш, он е тука за тебе. Браво за Калатус и за Марта. Пала ви девојки многу. Чао. Томката ќе го... Калатус, кај си бе, злат? Кај си бе, бо? Ја многу сакам животни. Браво. Браво бе, Калатусче. Ке кажеш нешто за камерата? Леле колкав си. Разликата во големина. Браво, Калатус. Браво. Еве, ке те чешкам. Кај да те чешкам? Кај сакаш? Браво. Преска стоеше девојчето и он вака не ја прави. Ајде. Многу. Кај си? Леле. Ова ми е прв пат вака разговарање од толку блиску со коњи, галење и све. Браво. Многу си убав. Повторно и овој влог, но денеска со? Ева. И Симеона. мојата бести. Ние сме сега веќе бестис. А ева е копија на Томи, инаку за тие што не знаете. Да. Ева е уствари Томи 2. Ја би рекол повеќе дека е ти. Нема врска. Си како зборат. Така устата исто ја мрдаат. Страшно. Кажи нешто. Кажи не сум управо. Да. Ико ти да личиш, не? Да. Иста сум као него, само снимам видеа дома. Браво. На. Што на? На вена. Толку? Не кеш да снимаш? Не. Срам ти е? Што ден сме денес? Денес сме вторник. Не бе, не те снимаме тео. Знам дека не ме снимаш, само
Трема го фаќа Джоле. Вторник, 2 септември, 12:56. Моментално сме у Лептокарија. Што ќе правиме? Ќе видите дека ќе го правиме заедно, ќе го гледате и овдека и на Инстаграм ќе го гледате. Фотостудио Јасмина сме, имаат некаков новитет. Па за кратко да соберам душа од топлово и ќе се симнам доле да ви покажам што е новитетот. Фала и кај вас. Вчера видовте како помина денот, видеото заборив дека искочи влогот на YouTube, но бевме разработени, страшна реклама имаме снимано, ќе прашам дали може да ја објавам овдека дека сепак не е за мене реклама, у влогов да објавам дека стварно е онаква fairy tale story. Пизду матер, Томе Арт го знаете ли? Што живее, крие тајни. Убавината е само почеток на она што срцето може да го понесе. Секое убаво нешто шепоти. Гледај ме, љуби ме, не заборавај ме. А револуцијата започнува со жена што во себе носи светлина. Ја претвара во дар. Дарот го обликувам од нишки на време и од соништа што не згаснуваат. Она што го создавам не е само мое, тоа е создадено за тебе, за твоите чекори, за твојата приказна. И кога ќе се појави во светот, приказната не завршува, тогаш се раѓа нешто ново, нешто што останува со тебе за секогаш. Иде. Дечки, сега сме. Абе, зашто око како матно? Сега овдека мене ќе ме сликаат. Види како е, па. Чекај да ви испрезентирам што све има. Сега е после работа, има сликање, снимање имало, ама ја пак вака сакам како што е нормално работна состојба да ви покажам. Значи овдека си имаш цело компјутерче, дали што треба да гледаш слики, видеа, дали одма од сликањето, шминкерајна, туалетче, драга, и ваму си идеш, кујниче, за јадење, за одмарање и да видиш што се деша овдека. Тоа ме презентерот, чекај малку. Сега да изделуваме, треба да снимеме видео, вие останете овдека. Снимаме? Да. Снима? На кого прв да му кажам? На тебе или на тебе? Ај на тебе ќе ти кажам. Слушај, студенци, матурант, полуматурант, ти требаат фотографии, ти треба професионално видео, да изгледа вака убаво како што изгледам ја, а ја у природа не сум толку убав човек, но дечкиве од Джоле фотографи го имаат спремно студиово и грми. Како сед направивме со телефони, снимавме како изгледа. Како изгледа видеото, ви се допаѓа ли, кажете? Сега, значи, се наоѓаме у Лептокарија, фотостудио Јасмина, си влагате, има уште еден влез од оздола, но тоа ако треба да се снима нешто поголеми работи да се носат, си имате влез одма што е тука, пап, у студио си влагаш. Фотосесии, видеа, може, например, имате идеја за подкаст да правам. Така, се прави сетов дека целосен, се местат светло, се мести камери, си тераш бе другарче, нема замарање. Многу е лесно кога свети е спремно, знам сум снимал премногу работи и знам колку е лесно кога некој свети има спремно. Ти му кажеш, брат, сакам тогаш да дојам, ми треба вакво светло, ми треба такво светло, треба ова. Фала и кај вас, пријатно, свети е спремно. Ко господин си, доаѓаш си идеш. Дечки, добар ви ден, денеска сме среда, така ли е? Да, денеска сме среда, 3. Право да ви кажам, поспав малку, вчера си легнав на кај 3-4, не знам колку беше, на кај 3. И денеска поспав малку. Ја прошетав цана, стандард, сега пием едно. Чекај, ја ќе правам и ќе ви зборам. Сега ќе пиеме една вода со хималајска сол, многу е гадно, ама многу е убаво. Шо е убаво? Те прочистува некако, осеќаш дека...
Не знам како би било со ладна, а со млака вода многу е гадно. Не знам, ја многу сол сакам, усвеставам со многу сол јадам. Мамо, ова нема врска, ова е многу гадно. Да ви објаснам што ќе се случува денес во овој ден, среда. Да ви дадам некако вовед што ќе се случува денеска. Се туширам и идеме во Нардус на хиджами, мислам се вика тоа. Може би грешам, не знам, ќе ни кажа таму. Тоа е оние сакшен капови што се, оние чашки вакуум што прават, ама плюс те сечат со жилетче или со игла неко, не знам што. И види, почнав да се правам многу паметен. Ќе отидеме и таму ќе ни објаснат, битно се сечеш и крвта што се собира одма под кожата ти ја вади цел. Ќе видите таму и ќе ви објаснат. Да го допијам ова и да идам у канцеларија. Многу е гадно. Не правам фаци колку да биде интересно видеото, да биде интересно за видео, него стварно е многу гадно. Еве, пробајте и ќе кажете, пишете ми у коментари дали е гадно или не. Хималајска сол и млака вода. Денот може да започне. Како се вика методата? Хиджама. Добро, и кажи ми за што е тоа добро, што повели, како рециталче. Ги вади токсичните материи од крвта. Буквално сите токсини ги вади. Од крвта и крвта го се вади од тие чашки фактички, излего како желатин, како пудинг. Ќе видиш после како и на видео ќе се види. Густа крв е таа. Тоа е капиларна нечиста крв. И ослободува многу од тегови, тешкоти на телото, лечи. Значи, денеска ќе се изчистиме крвта и нечистата крв ќе ја фрлиме од нас, па да видиме како се прави тоа. Само Нардус терапија. Јане, чекај. Ја те прашав приватно, ама сакам вака и пред камера да те прашам, бидејќи ме праша еден другар. Сепак тоа, значи, се засекува. Крвта останува во чашките. Кажи ми, која е процедурата на чашките? Дали после секоја терапија тие се дезинфицираат, како се стерилизираат? Не се стерилизираат, докато тие се чаши за една употреба, после секој третман се фрлаат. Исто како и гличките за акупунктура? Да, исто. Добро. Значи тоа се прави прво вакуум со чашката, да се обележи место. Кога ќе се обележи местото, се сече со жилет, потоа се вади крвта, кога ќе се извади крвта, се фрла. Така. Значи тоа е многу битно, тоа сакам да ви го кажам на вас, за да си знаете, бидејќи сепак е тоа убоди, крв, све има тука, сакам да знаете каква е процедурата. Доколку се решите на нешто вакво, а после третманот ќе ви кажам ја како се осеќам. Ја имам правено со обични онакви чашки. Вакуум, да, и многу убаво ми беше, на пример кај што бев. Ова истата процедура, само сега што излегува и крвта. Да. И се прочистува телото. Дали има некаква посебна процедура после ова или што да се... Шо? Аха. Денеска немам тренинг, немам ништо, така да. Оме хиджама, дали носиш пижама? Драгао. Значи првата процедура е рацете покрај тело. Абе, боли буцнувањето или не? Нема да го осеќаш. Дека сега фактички... Се прави вакуум? Да, ми ја стврнуваш таму. Да. И затоа не се осеќа. Затоа и прво се обележува тоа треба да се сече. Сега страфно фати. А што прескока? Ова е жилетот. Доста не ми кажа. Морам да ти кажам нешто пред да почнем. Ја кога ми зимаат крв, знам да припаднам у несвес. Ама ова не е исто. Ама ти не го гледаш. Абе, не е за гледање, ја не го гледам ни тоа. И го гледам и не ми е ни страв. Ама ова не е исто. Ништо не. Дали чувствуваш ова? Не. Толку ме боцна, бе?
Сега осеќам како ме буцкаш. Дечки, сакав да ви кажам дека секој пат кога ќе доеме у Нардус, сакаме да правиме нешто ново, што го неам пробано и различни методи за да видите што све може да прават овдека, што све прават фактички у Нардус, за на вас да ви е поубаво. Така ли е, братски? Еве како изгледа тоа пудингот. Дечки, некако многу опуштен се осеќам после хиџамава. Нема никаква болка. Кога фактички прво се одбележува територијата, како што ви кажа Јане со suction каповите и чашките за вакуум, да не употребувам англицизми. И ти кога те боцка после тоа кога те боцка не осеќаш ама уопште ништо, ако со чечканица некој да те боцка по грбот. Денот продолжува, за следете и Нардус терапија на Инстаграм. Поздрав. Дечки, добар ви ден. Среда сме денес, се јавивме денес од Савајле? Да, се јавив. Сега моментално сме на еспресо. Не, чекај, не сипуј вода. Ќе сипам у шеќерот за да измашам. Да. Сега моментално преме Остај, ќе се. дегустација на еспресо, тоест Што викаш, ќе правиш? Добро, ти знаеш. Измешам Добро бе, за мене водава. Ти стани се тебе. моментално пиеме еспресо и ќе правиме дегустација на новиот протеин на Фич. Од што е овој, брат? Од чоколада. Ајде да видиме само мирисот како. Ја прескако мириснав, да не ве лажам. Така, чоколадо, лешник или не, само чоколадо? Чоколад. Богато чоколадо. Чоклет. Дубај. Не, стварно, може вака да пробам малку? Може вака да пробам. Дубај чоклет. И поземиш една чашка за тебе да те станат протеинот. Вака? Не бе, тоа спонтано, не. Ке пробаме сега, Фичо ќе ни направи микс, еве го. Сега ќе земаме на чашка. Еве го Филип. Одма, леле, види колкава доза протеин. 3 дози за да има за сите. 3 дози. Не го носам се цело онако. А Мачерикс дали го знаете? Здраво, дечки, како сте? Како ти беше диџејското име? DJ Glide. DJ Glide, да. Абе, да те прашам нешто, зашто Glide ради фризурата? Не, Glide ми го даде еден многу опасен лик. Кој? Све е смут. Кој? Ристо, мојот. Ристо, поздрав до Ристо. Да. Па шема се овие се вакви, најбољи. Кукјаркиве, да. Да бе, вакви уште две натака и вчера ми беа за да зимаат мерки. Сега идеме дегустација еспресо и протеин. Како стај у мокар шејк. Брат, за со вода многу е добро. Ја дека пијам протеин цело време со вода. Грчки јогурт е партали кој ќе го измешаш у каша. Ја дека цело време го пијам протеинот со вода, не ставам ни млеко, ни ништо друго. И многу ми е битно да е убав и ваков е густ. Види, одма ми порасна бицепс. Одма благо бицепс. Одма се шири мајцеле. Ти помина работа? Види, да не се соблечам да позирам сега. Сега имаме краток муабет, па ќе се чуеме. Дечки, не знам дали работи бубицата. Оваа недела неам нешто посебно у влогот, затоа дојдов и се вработив кај. Чекајте со клиенте, може клиентот не сака да се снима. Чекај, бубицава зашо не ми работи? Вчера ја конектирав со телефон. Дојдов се вработив кај Ерко. Денеска ќе шишаме. Све нула, строј. Ти гребеш од мамо и Седи раца, сакаше да се шишаш да. Ти можеш цела да поминеш со депилатора ако сакаш, не е никаков проблем.
Само генки е ова, она. Добре си, нека ти ја направи Ерко брадата, па ја ќе те довршам да вако, а? Ако бе, како сакат, дека бе се договорите. Вака убав е, нели брат? Да бе, брат, екстра. Реално, ја болje не видиш. Дечки, еве сега сме со микрофон. Ерко, како си задоволен од мојот втор работен ден? Одлично, перфектно, морам да признам, ни ја вака не би го ишли. А ќе снимаме ли видео? Ќе снимаме, да. Ај, чао. Минатиот тренинг кажав, даре тренерот, изгази тренерот. Сега, тренерот, але, не утепа овој тренинг. Многу јак тренинг. Hello, дечки, денеска сме недела. Извинете што не се случува премногу работи у влогот. Каква недела? Дечки, денеска сме сабота и моментално возиме за Штип. И моментално сме на автопат. А на автопат со кого друг да бидеш, освен со Car Rental 24/7. Овој пат возиме Opel Astra, дизелче, убајна. Дечки, влогот продолжува. Ништо не ве слушаме, не се слушаме ништо зборим. Ништо не слушам што Што ќе зборам. правиш денес? Ќе пукам. А кој ден е денес? Денес сум на терапија. Што Шутинг ден е терапија. денес? Што ти е на тебе? Роден ден. Ова е роденденско стрелење. Дечки, денеска пукаме со малокаливарски 22, со 9 и со 45 мм. 9, 22, 45, па кажа. Пукаме овој на 10 метри. Симка прв пат пука. Значи, овдека стојат куршумите. Океј. Го стискаш ово, искачаат куршумите. Прво ставаме еден куршум. Види колку се малецки, овие пекинито. Прво Пиколо. ставаме еден куршум, Добро. сега прати. И очи. Се пука со овој дел од прстот, ни напред, ни позади, со средината. Океј. Сега празен пиштолот, без рамка внатре, пробај да го наместиш на шкрапалот. У средина. така. Океј. И гледај, не го држиш, Океј. цело време показалецот вака го држиш горе. Океј. Нишаниш, го спојува, значи треба двете да ги споиш и после го пушташ показалецот на крај. Јас не можам да намигнувам со тоа око. Како не можеш? Ја ќе ти го држам вака. Ево ова. И на крај го ставаш прстот, полека на два дела. Иде еднаш, оп, ќе направи оп, и уште еднаш второто опалува. Океј. Ама не треба да има стоп, нели? Не, полека ќе го проба, затоа прво со мало калибарката почнуваме. Го ставаме куршумот внатре, така. Го репетираме пиштолот, репетиране пиштолот полека. Не го ставај внатре палецот, ете така фати го. На овој нема да имаш трзајек. Много се плашам. Нема зашто, нанапред, ете така, нанапред. Ајде, сега на нишани, не го стави прстот, на крај стави. На нишани. Па, ајде. Каде е? А? Не погоди ништо. Леле. Видете што погодило од прва сим. 5. Океј, добро. Кога сум добра во нешто, малце, имам мотивација после. Добро. Ајде. Сега идеме, пукаме по... чекај, требаше ова да го обележиме дека 5. Ево го, сими. Ете го, сими еден. Пет? Сакаш да пробаш ти да ги редиш? Да. Види, од овдека, од овде, го стискаш надоле и го буткаш. Ајде. Види, вака. Хоп. Добро. Ајде. Чекај како? Кој е надоле? Ова. Океј. Така. Втор. Со црвени ногти. Прстенчето на ракичката тука се фенси. Втор. Трет. Тресат ми се раце. Рачуни со овој кој ќе пукнеш другиот. Може Тој е нема да, најголемиот калибар. може нема да стигнам до таму. Рамката е пуна, репетираме и пукаме. Ќе репетира сама? Не.
Репетирано, имаш куршум натре. На крај, значи прстот на крај се става на шкарпалата. Чекај. Така. Добро, знаеш како да направиш, види. Вака малку, поднавали го напред пиштолот, така да ти иде тежината, дека кога пукаш се крева нагоре. Така. Ето, вака малку на ног. Ето тоа. Ајде. И пред да пукаш на нишани, запри го воздухот и тогаш опали. И кога ќе испукам да издишам. Да. Сега имаш 5 пати да пукаш. На еднашка? Не, пукни, пак ќе пукнеш, пак на нишани, пак пукни 5 пати. Многу ми е тешко, јас не можам да со тоа око. Со кое? Со тоа. Да видиме што се види. Едно доле отиш. Браво, бе. Лошо е ова многу. Зашо лошо? Видим 9. 9 не е добро? Па со мало калибарка вака да пукаш е лошо. Сега ќе пукаш ти 5. Шо ти е Не тешко? можам да намигнувам со тоа око. Како не можеш? Не можам. Па не намигнуј, гледај со двете. Па тогаш не можам убаво да го направам. Па вака ја да ти држам, може? Може. Ајде. Значи, ова е чурата, ова е куршумот, ова е куршумот. Тоа треба напред да иде. И го ставаш овдека од половина и го стискаш. 1, 2, 3, 4, 5. Како ги научи? Ајде. Стисни го ова и ќе ти се врати на ова овдека. Со кој? Со тој, да. Само тој, стисни го надоле, вака, крк. Добро. Пиштолот е спремен за... Стави го сега шаржер, тие рецките и потегни. Само... ајде. Готово. Ајде. Напред малку. Опусти се. Чекай. Диши, опусти се оваа рака. Така. Ајде. Напред малку. Ете тоа. Ајде. Опусти се. Остави да ти изненади пукањето. Пополека тегни го и да ти изненади. Само врвот надоле држи го на пиштол. Чекай. Шо биде? Не знам, дай. Не. Пушти. До поле. А? Плиз. Пушти го. Шо е до поле? Но сега ми е страв. Чекај да видиме што си погодил. Видете сиви тука. Теже. Добро. Тоа е без... И без тоа волку теже? Да. Ау. А ова е на крај. И Ова сега е фајно. Не, до овој малку ќе имаш дрзе. Боле ли тоа? Не. Сега прво идеме исто, прво едем метак. Добро. Ќе го оставиш ти метак? Не. Посудно тоа. Ево. Ќе го репетираш пиштолот? Не. Не сакам. Страв ми е. Стај ги антифоните. Палате. Ајде. Госпожа, може? Да, спремна сум да гледам. Репетирано. А, не, ти прво. Ја да пукам. Ау, мене ми е страв. Јас не пукам со тоа најголемото. Зашо? Еднашка може со ова само да пукнам и тоа. Видиш што сум пукнал. Што ти е бе Томислав? Трема имаш. Не, во изгледаше многу страшно. Кој? Во пукање. Не. Да. Ајде. Не, страв ми е се. Абе, ајде, зашо дојдовме? Јас не знаеш дека ќе биде волку страшно. Еден куш. Прво еден, па ќе видим. Може? Може.
Тајен тука. На крај шкрапа, репетирано е све. Ајде. Сега намести су, ете тоа, браво. Ајде. Многу ми е страв. Ќе ми оде ли раката назад? Нема да ти оде. Види, овој дел од пиштот надоле, навали го и така Добро, држи. гледам да се нели исто. Да, ама да ти биде вака поднавален, Па така е, намести не? го. А? Не ми е така? Ајде. Страв ми е многу. Нема полека. Ајде. Шо? Целата рака ми отиде назад. Не. Да. И ти исто ко мене. Не, јас сум полежа. Ајде. Ајде сега 3 вакви да пи. Нема шанс. Ајде. Нема шанс. Мора. Како морам? Па така мораш. Зашо доаѓавме? Роден ден ти е, мора да победиш некој страф. Јас тоа што сум тука е многу големо победување на страф, окей? Сега 3 ќе ги покажеш. Не. Ајде след. Не. Чекај да видим. Обратно. Дојди тука. камерата не те гледа. Значи пулс. Еве ја. Sulcus pulsus. Окей? На внатрешната страна од раката. 3 куршуми. Шо се 3 куршуми? Нема шанси 3 куршуми да испукам. Ајде. Добре. Па пукај која си спреман. Земи воздух и пукај. Еднаш, браво. Гледа сега како го контролираш. Сега? Сега исто, чекај. Исто, Треба ли да само се навали. репетира или не? Ете, така дека ти се крева нагоре многу. Окей, не треба ништо друго. Пукај, да. Браво. Уште еднаш. Си, ми. А? Седмици имаш поголем. Абе, нема врска. Абе, Каква еве. седмица? Еве. Седмица. Едно овде и ова е на Сими. Ова тебе ти е родена на маја си. Плиз, моје задоволство. Дојдовме за нези. Оди да снимиш. Знаеш што сакам? 10 че. Па, да. Сега со 45-ката ги пукаме. Не, јас... Не, многу ми е страв. Ај тебе да те гледам, мене ми е исто интересно. Дечки, тоа е, се јавуваме од следна локација. Абе, јас зборам микрофонот кај тебе, јас изборам. Тој зборевме, ама ништо не се снимал. Не сум снимал. Објаснив све од јадењето, треба да јадеме, имаме бургер. Еве. Бургер, кравјо сирење кора, компир со цепкано свинско и салата Валдорф, чикен Валдорф. Тоа е. Не можам пак да го презборувам, а сакам да ви кажам каков проблем ќе си направам, ве молам да не пишувате у коментари Сими у влог. Нема, ова е еден влог и еден и ја има на почетокот и на крајот од влогот. Фалај кај вас, ај да јадеме не може. Рачунете дека треба оценка да даде за све. Окей. Салатата 7 од мене. Како директива, бам, 7 салата. Јас дека имам искуство. Но, да. Сими, кое ти е омилено јадење? Да им кажеш на следачите. Како со мојата вилушка да го држам, а да го исечам? Добре. Толку многу сакам да јадам се. Конкретно омилено јадење. Да. Не мора, ајде, јадење кујна. Дека јадење е широк појм. Така? Од кај да знам? Верно не знам.
се да јадам, главно највеќе сакам благо да јадам. Сега од благо може, пример, на баба ми домашната пита од јаболки. Ја имам пробано питата, стварно е добро. Ми донесе една што снимавме? Се сеќаш? Не. Ама и онаа баклавата, пишу ми ја донесе. Добро е сирење, стварно. Само јас би сакала, пример, кората да е малце поблаго. За да имам Ова е поголем поблаго. Кој? Но дека има повеќе, средно. Па и јас средното добивам. Да има поголем контраст некако би сакала. Она е доста солено. Сирењето оценка? Исто 7. 7. Јас за салатата. Салатава би дал, чекај уште еднаш вака ќе пробам. На салатава би дал 8. Убава. Многу ми се свија некако за За 8 треба веќе да биде нешто посебно. Но не е вау. Убава е, до 7 убава, ако е над 7, значи као само тука, јас би си рекла, еве у Русти сакам пак да идам да јадам таква салата. Тоа е над 7, а тоа не е случај тука. 7,5. Сирењето? Ти кажа, ја на сирењето, например, повеќе би не знам дали иде овчо сирење да биде вакво, у кора. Немам појма, може би кравио се пред да не се правам многу паметен. Имаше еден ресторан, од Дриада се викаше. Каде е Од тоа? Добритко се враќав, Може вака да испоставаме од ова? Да, ајде, јас Видете, ќе најдам ама, кај е Дриада, таму имаше најубаво сирење што сум јадела јас мој живот. Значи, ресторано е вака на високо место, а околу него долини, такво целото зелено е. Многу убаво, многу. Кој е тој ресторан? И вака целио со прозори. Мислам, онака традиционално е, нели, се тоа, Кој е? дрвено Кај и е се. Кај тето, од кај да знам сега, јас не сум некој... Нагоре, бе, горе, на кај шапка се. Ја дека кога се враќаш од Лопти. Не, тоа у тој временски период, инаку дитур. Многу ме интересира каков вкус има ова. Помфритов е 8,5 од мене. 8. Ми се допаѓа и од сега така ќе ги оценувам. И овој помфритов од бургеров, одличен. Многу ти се реални оценките зашо му даваш 8, дека пак би отишол таму да го пробаш. Да, ама 8,5 за заедно со сирење, пример. Инаку не. 8 само. 6,5 сирењето. Не знам зашо може ова внатре сирењето како сирење може поубаво да не ми се свиѓа внатре сирењето. Не кората и начинот на спремање 6,5. Добро, многу е солено, пример. Ама ти не ли? Не е солено, јас сакам солено, мене не ми е солено. Не ми е... Чекај да го пробам само тоа. Не знам што му вари, ајде. Што би му сменил за да биде подобро? Би пробал со различно сирење, не знам, некако ми е... Убаво ми е, ама ми фали уште нешто за да биде вау. Не ми е јасно кај да отидам, ја многу брзо го пијам пијалок. Некој уште до пола не, јас сум го испил цел. Дали алкохолен, дали безалкохолен исто. Алкохолен и јас би... Иначе кога ја запознав Симеона, беше кој стил, ја алкохол, не, ја бегам, не сакам алкохол да пијам. Такви работи. А сега гледаш кога спомнав алкохолен пијалок, одма прва крева два Роден ми е. прста. Роден ден. Па затоа ти кажав да пиеме нешто. Што сакаш? Пијам сега усред ден. Јас вчера пи кај мене, пи кој се спремаше. Пи кој беа другарките кај мене, пи после у Angels. И сега сакаш да ставам и па да пијам. И вечер па треба да пијам. Не може. Дојде правиот момент кога треба да го пробаме бургерот. Брат, сега идеме main event. Слими камерман. Да видиме сега бургерот, човек.
падна плескавица. Не знаеш да ја држиш добро. Треба појако да стиснеш, разбираш. Сега ја видиме сим. Добро. Лепчето е убаво. Сосот е многу добар. Плескавицата е така бабачка е. Многу убава. Јунешка 100%, бидејќи ако не е 100% нема да го има тој внатре таква да е како сува, ма сочна. Ја не знам, Не сум импресионирана. осмица или 8,2. 8,2 за бургер. Еднаш у премиум смеш, Премиум смеш, изге? да. Чикаго бургер јадев тоаш. Мислам дека сега ово е дури 6 сакам да му дам. Ама не, тоа е сосема различно. Ама импо значи не. Тоа е смеш бургер. Плескавицата е сплескана, стисната. Овој ти дава со тако да ти биде сочна, дебела да биде плескавица. Мене ми се свија. бургеролог. Мене ми се свија, ама 8,2 според мен. Јас 7. Си ми е многу ригорозно. Месото е многу убаво, лепчето е благо и тазе. Сосот е убав. Ама не, по мој вкус тоа не е дека не е на никој може му е 15 бургерот, ама Не, вау. ова не можам да поверувам како уште може да го прават ова и да се деша. Скем, стига и на еден другар му стигна дека има освоено кола од Автовел, а нема врска скем и ти барат податоци после да дадеш и ти ги крадат податоци. Затоа луѓе пазат. Не ме пушта дека псујам кокотине, а мене попие, не знам да бидам озбилен. Сакам да псујам и цензура не ми треба. Јас сум само искрен и остај ме да си пеам. Јас сакам само да си пеам. Остај ме да си пеам. Не ме пушта дека псујам кокотине, а мене попие, не знам да бидам озбилен. Сакам да псујам и цензура не ми треба. Јас сум само искрен и остај ме да си пеам. Јас сум финечко, ма се отварам некако се на школи су петак, правам глупости. Се си милион, сега коментирај. Јас сум финечко, ма се отварам некако се на школи су петак. Есум си крај колен.